Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Колку што се зголемува дипломатската офанзива на власта и барањето поддршка од земјите членки на Европската Унија за македонските евроинтеграции, така се чини се зголемува или се стврднува ставот на ВМРО ДПМН е барем според реториката дека уставни измени, како што велат, под бугарски диктат нема да има. По германската резолуција, поддршка за македонските евроинтеграции и од германскиот канцелар Олаф Шолц, додека пак од Германија стигнува поддршка, од Бугарија председателот Радев најавува дека уставот кој што треба да го отвори и смени Македонија е само почеток на барањата кои што ќе ги има Бугарија за македонското членство во Европската Унија. За разлика од него пак Жозеп Борел со став дека билатералните прашања нема да бидат обврзувачки. Пораките од странците се чини се јасни. Меѓутоа, она што е уште појасно се двата цврсти ставови на власти и на опозицијата во Македонија во однос на тоа дали ќе има уставни измени и како власта ќе стигне до нив, односно дали како што во минатото гласање на уставот еден пратеник ќе каже, го цитирам Иван Стојковиќ, собранието како сточен пазар, или со такви методи, или пак само ќе разговара за поддршка, од друга страна пак дали опозицијата ќе остане цврста и доследна на ставовите на Христијан Мицковски или пак во неговата промена на формулацијата додека сум јас лидер на ВМРО ДПМН и нема да има промена на уставот, има простор за маневр. Во 24 анализа вечерва пратеничка дебата за уставните измени кои што се чини никако да стигнат до законодавниот дом, а за кои што собранискиот спикер најавува за пратениците и долго, топло, жешко лето. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа, Дарко Каевски, СДСМ. Добро вечер, добре дојдовте, пратеник, член на извршниот одбор. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Тони Јаревски, ВМРО ДПМН, пратеник, благодарам што ја прифативте поканата и што сте делот. Добро вечер и добро најдовме. Каевски, кога ќе влезе уставот во собрание? Постапката за уставни измени се очекува да влезе некаде во првата половина на следниот месец, веќе во наредните 10 до 15 дена да започне постапката. Тоа беа изјавите кои што ги имавме и од владени функционери и од она што го гледаме, согласно роковите, се очекува дека, како што кажавте во најавата, во месец јули да започне постапката за уставните измени. Вице-премиерот Маричевич во последното интервју предвадена за телевизија 24 вели дека неговите очекувања се до стартот на одморите, оној предвиден колективен одмор во август на собранието, барем да се отвори уставот, односно да помине тоа прво гласање со 80 пратеници. Оптимиста дека возможно е реално тоа до крајот на јули да имате 80 пратенички гласови? Затоа кажав дека ќе започне постапката, но првото гласање ќе биде согласно процедурите и роковите кои што ќе бидат во собранието. Не ни можат да бидат. Ние сме оптимисти согласно последниот став после лидерската средба која што имаше Христијан Мицковски, неговиот променет став дека ДПМН е спремно да влезе во влада под одредени услови кои што за нас се прифатливи и секако очекуваме во наредните денови да продолжи диалогот согласно тоа што и нашиот председател, односно премиер Димитар Ковачевски, председателот на ВМРО ДПМН овие денови беше во посета на меѓународни странски политичари кои што директно се вклучени во овие процеси. Очекувам дека по завршување на оваа недела ќе продолжат разговорите на линија СДСМ ВМРО ДПМН, дека сето онаму каде што застанавме на лидерската средба ќе со конкретни чекори ќе пристапиме и секако ќе дојдеме до потребните 80 пратеници кои што се потребни при првото гласање. Јаревски, ќе ви дозволам. Тоа диалогот да продолжи никако како мантра го слушаме таа фамозна лидерска средба, која што фамозно заврши со различни толкувања, впечатоци на крајот. Мислам дека ни Ковачевски ни Мицковски веќе не знаат кој што кажал и кој што прифатил. Не, ние знаеме многу добро на кој став стои. Дали имаше нели премиерот изјава дека секојдневно се обидува да воспостави комуникација вице-премиерот со вас и така натаму? Дали сте подготвени да седнете на маса? Особено по ова патување од Брисел?
Значи, очигледно дека СДСМ сака да или да изврши класичен дефокус или да направи замена на тези. Зошто никој не може да разбере? Цела македонска јавност беше сведок не само на изјавите по лидерската средба, туку и серија на изјави по тоа. Едноставно, еве, дозволете ја уште веднаш на самиот почеток, уште да повторам. Принципиелни и конзистентни сме. Измени уставни под бугарски диктат, под ултиматум, нема да има. И сега ќе се вратиме на она многу убава поента вие што го кажавте на почетокот. Токму затоа и не ги гледаме иницијативата за отпуштување на постапката во парламентот. Премиерот кажа, дали до 17 јуни ќе биде. Понатаму не е помината се. Не на влада, понатаму оној главниот премиер Артан Груби укаже дека ќе биде во јули, гледам дека и колегата ја користи, се движи по насоките што ги добива од Артан. Таму СДС не се прашува. Моментот е како Дујќ му каже. Тоа е првата работа. Втората работа. Немаат гласови, затоа не отпуштуваат постапката. Доколку има ќе отпуштаат. Патем кажано, исто така го кажавте многу на место, да јавноста да се знае, постапката трае. Во идеални услови би била 3, 4, можеби 5 месеци. 3 фази има. Првата е од кај што се отвара, она што го објаснуваше собраницкиот спикер пред некој ден. Така, амандманскиот дел е вториот и третиот 3,5 месеци некад. Екзактно. Значи немаат предуслови, а упорно се обидува со некои спинови да ја не знам што им е поентата. Бидејќи имавме конкретни два предлога кои што рековме. Ние се наоѓаме во ќорсакак, бидејќи СДСМ и Дуј не доведа во истата ситуација. Не ги има предвид укажувањето од опозицијата, од стручната јавност, од медиумите од вас, многу често кога се правеше договорот. Доколку тогаш имаше инклузивен процес, ќе беше македонската страна многу појака. Тие рекоа, ние имаме се под контрола, за да имаме ваква ситуација сега погодна за Македонија. И дури во ваков ќорсокак, кога имавме со наш проактивен однос, со конкретни два предлози, како да се заштитат нашите културни, историски, идентитетски обележја, а при тоа евроинтегративниот процес да помине, тие упорно го избегнуваат тој момент. Нема простор за дискусија доколку не се изјаснат јавно. Кој од двата предлога тие го прифаќаат? Доколку го прифатат првиот предлог со одложено дејство, односно уставни измени кои ќе стапат на сила откако ќе влеземе во Европската унија, или вториот момент, можеме подоцна го продискутираме, бидејќи укажете на неколку европски званичници, кај што ќе имаме цврсти гаранции, економско-социјален пакет и она што е многу важно, реципроцитет од бугарската страна, едноставно да ги почитуваат институциите на кои што тие припаѓаат во Европската унија, тоа три процедури. Да. Не знам уште кој треба да дојде или да каже дека не може нова преговарачка рамка, дека не може нови заклучоци. Не е тоа. Дури дипломатите во последен период велат дел од дипломатите дека ако треба да има нови заклучоци, Македонија тешко дека ќе добие позитивно светло и од други земји во однос на тоа што ни се случува со правосудството. Се разбира дека е тешка ситуацијата кога нашата власт наместо да се бори за преговарачка рамка нема да добиете. Тоа е ставот на Европската унија. Значи, Европската унија го кажа. Дозволете само. Доколку оваа власт наместо да колоши опозицијата во Европската унија, можеше да искористи таа енергија и напори за јакнење на македонската позиција, се е можно. И затоа реков, еве уште еден момент. Дозволете, прифатете еден од предлозите и заеднички да се обидеме, да се заштитиме од оваа ситуација во која што не доведува. Бидејќи, пасете, ако на некого не му беше јасно, со писмо, официјален документ, испратен до сите шефови на држави, кај што ќе зборуваме за Радев, да. Сакам Карски тука да го вклучим. Ајде, прво по едно мислам дека многу теми се отворија. Прво не е точно дека опозицијата не била повикана во целиот процес, уште самиот почеток. На некој од претходните мои вакви јавни дебати извадив еден лист каде што вашиот портпарол вели дека нема да учествувате во работните групи, тоа е конкретно 17 јануари 2021 година. Потоа бевте повикани на лидерската средба, бевте повикани на средба на сите представници, односно председатели на политички партии. Вашиот однос беше минати. Јас ве сослушав сега, сакам да бидеме транспарентни за да можеме и нашите ставови да ги пренесеме. Така да ние уште од самиот почеток ќе повикуваме ВМРО ДПМН, впрочем како резултат сублимат на сето тоа се случи на лидерската средба, каде што нашиот председател Димитар Ковачевски понуди да влезете, да бидете дел од владата. Вие имавте услови за тоа и секако тие услови се испочитувани. Така да не можете да се амнестирате дека некој вас не ве консултирал, дека некој вас не ве прашал, дека некој вас не ве повикал. Секаде, апсолутно секаде, каде што
власта и опозицијата во овој процес влегло заедно, излегол успешно целиот процес. Не треба подалеку да идеме, затоа го имаме Хрватска како пример. Хрватска е една од државите кои што најдобро го помина овој цел процес, бидејќи и опозицијата и позицијата беа заеднички. Така да, дефокус и на некој начин повлекување и кажување никој вас не ве праша. Тоа не е точно. И ден денеска ве повикуваме, дури ви го понудуваме и премиерското столче, се со цел ВМРО ДПМН да биде дел од приказната која што е да биде Европска унија. Каевски, зошто? Така да, ваквите обвинувања дека не сте биле повикани, дека имате, не знам, цврсти ставови. На почетокот на емисијата вие напоменавте нема да има уставни по бугарски диктат, после велите имаме со одредени заклучоци, одредени барања, ако не се испочитувани, окей, значи самиот се демантирате во рокот 10 минути. Многу често ВМРО ДПМН ги менуваше ставовите. И на тоа сме сведоци. И за прв пат, овој пат е во позитивна насока, тоа го видовме и не треба сега да кажуваме што кажа или што не кажа, сите добро слушнавме. Пресконференција каде што Христијан Мицкоски вели за нас е прифатлив предлогот на Димитар Ковачевски да бидеме дел од владата под два услови: одложено дејство на уставните измени, ние го прифативме до одржување на втората меѓувладина седница, апсолутно, ама тоа е надвор од преговарачката рамка и сами го знаете тоа. И вториот устав е дуи да не биде дел од власта. Мислам дека и двете работи и откако сега гледаме дека одредени поединци, пратеници, одредени представници на ВМРО ДПМН велат не е тоа така и гледаме, тука јасно се гледа поделеноста во ВМРО ДПМН околу ова прашање и верувам дека Христијан Мицкоски ќе остане на ставот на она што го кажа после лидерската средба, затоа што е важно за државата. Најпрво, јас имам тука две подпрашања, па ќе го дозволам реплика. Најпрво, зошто во Мадрид пред да пружите рака за францускиот предлог не дојдовте дома и не го презентиравте пред сите, не побаравте? Не, после нема да ми кажувате дека правевте после дебати. Пред да го прифатите. Вака, ние уште пред да се случи предлогот, уште пред да започне постапката, го напоменав и претходно, ги поканивме ВМРО ДПМН да учествуваат во целиот процес. Дали сакаат преку работна група или Христијан Мицкоски, бидејќи очигледно нема доверба во ниту еден од своите членови на раководството, потесното раководство, и тоа го потенцира и го најава секаде сам иде и сам да учествува. Значи овој процес е многу подобар кога имаме консензус за овие прашања. Ама тоа на време се прави, не се прави од кога ќе превземете уврска што не можете да исполните. Пона време во декември, јануари 2020 и 2021 почетокот да пратите понуда да бидат дел од процесот, не знам што е понавреме. А францускиот предлог, само да се докажам, францускиот предлог го имаме во месец јуни, јули, беше во собраниска процедура пред една година. Што значи дека месеци претходно имале понуда. ВМРО имале понуда, не сакале да учествуваат. Да речем. Не учествува. Добро. Како вие прифативте уставни измени, што мислевте кога ги прифативте, со кои пратеници ќе ги донесете? Вака, дел од преговарачката рамка и секако да ги споделиме работите со опозицијата, да видиме дека нема ништо лошо во тоа, затоа што вреди да се стават не само бугарите, и црногорците, и хрватите, и впрочем, тоа е нешто што нашиот устав веќе го уредува. 7 народи се во дел од уставот, нема ништо спорно да бидат дел и црногорците, и хрватите, впрочем, нашите македонци во Хрватска се дел од уставот, да бидат и бугарите. Впрочем, најважното е суштинската работа. Таа теза дека во овие дистинкција народ малцинства. Таа теза која што со години бугарски политичари, експерти или не знам што сакаат да ја протуркаат дека во овие две држави живее ист народ. Впрочем, сега ние имаме шанса да ја бетонираме таа работа, односно да кажеме дека бугарите се дел од оваа држава, кога што се последниот попис 3000 граѓани кои што се само декларираат дека се бугари и дека се различен народ. И сега тогаш кога се концепирал уставот, оние повозрастните политичари кои што учествувале, можете верувам и дека на слични емисии кажуваа дека постоеа политичари и во нашата држава кои што не сакаат да се вметнат бугарите, затоа што тоа ќе направи јасната разлика помеѓу македонците и бугарите. И сега кога ние, како нова генерација на политичари, имаме шанса да ја завршиме таа работа, а впрочем и е предуслов за европскиот пат на државата, јас не гледам причина зашто не би се ставили, освен ако имаат некој политичар или опозицијата или левица други мотиви од други држави. Ако сме искрени и честни пред граѓаните,
Сега имаме шанса да ја завршиме таа работа. Добро. И 80% од граѓаните, 80% од вашите гласачи се против договорот што го подпишавте. И на начинот како што го подпишавте. И на начинот кој што сега не може да се спроведе. Тоа е првата работа. Втората работа. Велите што гледаме некои политичари. Говориме за председател на сосед. Со официјален документ кој што каже ова е само почетокот. За нив сте, односно очекуваат од тој процес кој ќе се заврши да бидете македонци од 45 година наваму. Бидејќи со тој процес, со таа комисија, имате рокови, дедлайни, заклучоци, каде што доколку не постапите така како што ви велат, под диктат, како ултиматум, ние не можеме да направиме ништо. И имате рамка која што доколку све да направите, ваква спор ќе ве врати на почетокот на процесот. Тоа е првата работа. Втората работа. Ова се работи кои што се укажува цело време, континуирано. Веќе наназад година и пол. Вие не направивте ниту една конкретна работа со која што тие стравови, таа загриженост на страна опозицијата, меѓу граѓаните, ќе демантират. Напротив, континуираните чекори од другата страна укажуваат дека овој процес ќе заврши со реализација на сите стравови што ги имаме. Целата наша загриженост. Сите чекори се движат натаму. Како поинаку ќе го сватиме тоа дека не е прва изјава, ова е документот сега писмото. Има од подпредседателката пред скоро време исто така го кажано. Ова е само првиот чекор. А оваа власт докажа дека нашите интереси не ги заштитува. Дури во целокупнава терминологија што имаме во настапите. Некако имам чувство дека представниците на власта по-важно им е да влезат, односно да се направат уставните измени, да влезат бугарите во уставот, отколку штетите што можеме да ги имаме по нашите национални интереси, односно културни, историски, идентитетски карактеристики и евроинтегративните процеси од другата страна. Ја не знам, треба да се решат, бидејќи доколку смета дека поважно име да се заштитат нашите интереси. Ќе ги прифати едни од предлозите и ќе свате. Еве, во уште една прилика, носно го кажу на тоа. Дали сметате дека доколку се прифатат предлозите на ВМРО ДПМН, Македонија ќе има подобра позиција? Дали со тие предлози ќе се заштитат? Да, ќе се заштитиме. Дали ќе се осигураме дека нема да имаме дополнителни барања во целиот процес, континуирани отстапки да имаме, каде што лежи најголемиот страв кај сите? Да, ќе се заштитиме. И конечно, вратете се само на Охрид, сега пред скор период ќе видите дека и како можеше да се направат цели поглавја се уфрлат во делот на Србија и на Косово. Се разбира дека може, но за тоа треба да имате здрава основа, да имате здрава позиција, да имате држава која што функционира, кај што имате владење на право, кај што владата и власта испорачуваат резултати, кај што имаш стабилна економија и конечно еден консенсус, изведена позиција на сите. Така поставени, ја верувам дека било каква позиција можеме да ја надминеме. Србија има едно поглавје повеќе од нас, но друга ми е репликата. Велите, во делот на билатералните прашања, по прецизна, директна изјава од Борел, која што даде дека билатералните прашања нема да бидат пречка, предуслов или позиција за напредок во државата, мислам дека не знам што очекувате. Одличен момент, нека ни го дадат тоа како документ. Не знам што очекувате, можеби вие очекувате да дојде Борел и да отиде на нотарот кај што бевте вие како пратеници и да завери изјавата како вие што заверувате. Абсурдно е. Дека нема да кажат дека дедото и дедо ми биле пред 45 година бугари. Вака, тоа никој не може да го каже. Тоа го барат и тоа никој не може да го каже вака. Тоа се истите флоскули и лаги кои што ги презентиравте за време на предлогот кога се гласа заклучоците во собрање. Точно е. Еве сега се Не. Апсолутно право бевме. Како бевте право? Дали станавме после 2022, дали станавме бугари? Дали се асимилиравме? Дали јазикот не постои? Па они кажат јазикот 20 и кој беше таму трето поглавје? Едно по едно, сакам да реплицирам и ќе го повторам ова прашање. Имаме сериозни изјави од високи представници на Европската унија, високи дипломати, представници на дипломатскиот кор, представници, лидери на сериозни држави, партнери на нашата држава, впрочем, кои што изгласа и резолуција во Бундестагот, кои што велат дека билатералните прашања нема да бидат пречка или причина за напредокот на државата. Мислам дека тоа е доволно јасно. Ако сметате дека, само сослушајте ме, ако сметате дека треба да има дополнителни гаранции, еве гледаме Христијан Мицковски иде во Брисел и ваши партиски колеги, членови на раководството, нека отидат, нека побараат на нотар таму изјави, нека потпишат
изгледа такви ви се методите и тоа го очекувате, но не се, тоа е ваша работа. Во делот на поддршката за предлогот и тогаш и сега ќе кажам, постоја голем број на шпекулации, лаги, дезинформации, измислици кои што ги презентиравте во јавност. Јас ќе ве потсетам, и вие, и сите ваши колеги во собранието велевте дека по гласањето на овие заклучоци македонскиот јазик нема да постои. Го велевте? За вас не е заклучок. Не, дали го велевте тоа? Македонскиот идентитет. Не, чекај, дали го велевте тоа? Имате председател што вие дека се украли историјата, не знам што. Ајде повторно. Дали велевте дека македонскиот јазик нема да постои? Не само што бевте демантирани. Има Бугарија дека не го признаваат. Гласањето на како звездичка до Европската унија. Унилатерална изјава има ли? Сите држави членки со гласањето во Frontex го признаваат македонскиот јазик. Па мислам дека така унилатерална изјава. Дека не го признаваат нашиот јазик. Вие можете што сакате да кажете. Па како мислите што ќе резултира од комисијата работа? Гледам дека стално на оваа тема кога се збори станувате сите нервозни. Сите сте нервозни како? Не, ние не сме нервозни, ние сме смирени затоа што па не засега. Па сваќате ли какви консеквенции можеме да имаме во иднина од ова? Може ли да одговорам се? Може ли да одговорам? Може да одговорите, треба да направите нешто. Рековте дека идентитетот ќе биде оспорен, дека ќе станеме бугари и дека ќе се асимилираме по 19 јули 2022 година. Дали тоа се случи? И сега од една страна презентирате шпекулации, кажувате невистини, креирате јавно мислење дека не знам што ќе се случи. Го подгревате националното чувство кај граѓаните и очекувате, после викате, ама добро, гледајте, нема поддршка договорот, али тоа што го зборевме не важи. Не е точно тоа, напротив. Еве, јас ќе ве демантирам и ќе ви кажам, и тоа го правите во континуитет. Во континуитет истата матрица имате. Зборевте и за бегалските кампови, ако ви текнува. Зборевте за нови парламентарни мнозинства. Кажувате ред работи и после се повлекувате и ајде сега сите ќе се правиме дека не сте ги кажале, ги кажавте. И добро е да се потсетиме дека тогаш ги лажевте македонските граѓани. Лажевте дека македонскиот јазик нема да постои. Со договорот од Frontex ви стигна најголемиот демант. Лажевте и за гледате од целава ситуација. Јас ве слушам многу често и гледам дека вие уствари луѓето, пратениците, вашите поддржувачи, кои што не се на линија со последната изјава на Христијан Мицковски, се обидуваат да се излечат некако со наметнување на некои работи и со влевање и страф и загриженост кај граѓаните, и тоа го правевте и тогаш, пред година дена го правевте цело време и тоа е ваша тактика, но вистината е сосема друга. Дайте да продолжи процесот. Кусо и јас поставам секунди. Еве, ние ги манипулираме, повеќе од 70% од јавноста е изманипулирана од ВМРО-ДПМН. Кажете ми вие, вашите 80% од вашите гласачи, од вашите поддржувачи, што се против овој договор. Еве, како успеавме ние, вашите најцврсти поддржувачи, да ги изманипулираме, да не знаат дека ова што се случува. Колку и како со процентите, вие ги кажувате. Збориме од релевантни анкети што ги прават. Анкети кажувате со бројки 80% верувале или не верувале, проблемот пак ќе ви кажам. Еве ќе ти кажам колку пати сте. Конкретно, вие, бидејќи сте, ако не се лажеме, председател на општинската организација или комитет во Карпош, велевте дека ќе има бегалски кампови, излегувавте на протести? Излегувавме на протести. Се случија бегалските? Добро е што се повлековте пред избори. Се повлековме пред избори. Пред избори, ја ќе ви ги дадам, сега ги немам тука со мене документите. Дали одржавте состава? Не, дали сватевте дека има ризик? Дали се соочите со граѓаните и ја повлековте одлуката? Мислам дека јавноста и граѓаните да се вратиме. Јавноста и граѓаните ценат и знаат дека тоа се лаги, измислици, има извршен, дојде вице-премиер, дојде министер, подигнување на стравот, подигнување на стравот кај граѓаните и сметате дека внесувањето на нервозата, дека тоа ќе ви го зголеми, не знам, ќе ви донесе некој политички поен, тоа е ситно политиканство на дневна основа. Време е да се ВМРО-ДПМН да стане сериозна партија и да даде поддршка на сериозни процеси. Немојте да се водите од дневна политика и да сметате дека со политиканство ќе направите нешто. Од таквото политиканство мислам дека државата се назадува, а не се напредува. И кога ќе кажеме дека одговорноста кај власта е поголема, но одговорност има и опозицијата. Да знаете дека еден ден таквото однесување ќе го покажеме со прсти, ќе кажеме дека било нерационално и било нешто што им наштетувало на граѓаните. Кои се пораките јарески што ги добиевте, тоест вашиот лидер ги доби од средбите со ИПП во Брисел? Конкретно со подпредседателот Дейвид Мекалистер? Најважното е кои се пораките што ние ги испративме.
а токму се тие сите што ги потврдивме и Ние ги вечерва слушнавме на емисијата. пред 2 дена, 3 дена од И како што А што добивте како порака како- од Брисел? Од вашите сестрински партии? Нашите сестрински партии ние сме заедно во ИПП. Тие ги согледуваат нашите ставови и респектираат нашите ставови. Ја очекувам цврста поддршка на нашите ставови. И гласаат против резолуцијата. Значи, очекувам дека она што го велиме ние во целиот овој период, иако колегата и седа сама се обидуваат да наметнат една друга риторика, она што вратете ги наназад изјавите, вратете ги наназад гостувањата во емисијата, имаше многу, ќе видите дека од првиот момент ние на ова поле имаме конзистентен и принципиелен став. Прва работа. Втора работа. Она добро е што тука има улога и опозицијата. Бидејќи и опозицијата и ВМРО-ДПМН се единствените што стана на браникот на националните интереси. Да се прашуваше СДСМ, до сега веќе се ќе беше уништено и се ќе беше подпишано. И тргнаа во таа насока. Имајќи предвид и нивниот игнорантски однос на целокупниот отпор што е општествен. Буквално се спремни да преминат преку све, само за да ги спроведат нарачките од некаде што ги добиваат. Ја повторно ќе кажам, во нашите предлози. Левица не би се согласила со оваа теза. Јас сум Дека вие уверен- сте единствените. Добро, тоа си е нивни став, можеме да тоа друг пат да дискутираме. Она што ми мене уште еднаш да укажам, дека со нашите предлози ние докажавме дека сме и државотворни и конструктивни и повторно ќе кажам дека имаме излез од оваа ситуација и дека и владата во која што се втурна во самата состојба, прифаќањето на еден од овие два предлози кои што беа на лидерската средба, кои што сега сака да ги, не знам, модифицираат или нешто ги извртат, не би сакал навистина да биде диалог на глуби емисијата. Со тие предлози Македонија ќе има повторно шанса откако ги изгубивме сите сопоставките на оваа влада. И не е само тоа. Ќе ви укажам да не вршиме и ние замена на тези. Го имавме изјавата на холандскиот амбасадор дека уставните измени се само еден од моментите. Ние си имаме сериозни проблеми како државата. Го имаме двојно зголемено јавниот долг, корупција имаме на сите страни, ерозија на вредности, потопени институции во криминал. Не можеме никаде со тој памет. Ние имаме домашна задача која што треба да си ја завршиме. И замислете сега на тој пат, доколку имаме дополнителни оптоварувања, дали на Дарко дедо му бил вака, на Тони прадедо му бил оној, или онаа песничка што пееле таму, или таа приказна била бугарска или македонска. Каде треба да трошиме енергијата? И имаме задача пред нас. Мора да се издаде начин, ова прашање, да биде оставено, да не биде пречка со дополнителни барања во иднина и да биде државата фокусирана максимално на подобар живот за граѓаните, подобра економија, владење на правото, одговорност да се сноси веќе конечно и така натаму и така натаму. Кој е решението, господин Извори. Јаревски? Бидејќи Муцунски исто пред 2-3 дена во интервју за телевизија 24 вели, ние имаме план, имаме решение да дојдеме на власт, па Не ќе го го кажеме. кажаме. Кое е решението Ете ги кога ќе дојдете на предлозите, ги власт? дадовме. Ќе го смените во уставот кога ќе дојдеме на власт? Значи, Кога ги ќе дојдете дадовме на власт? предлозите во извинувам. која насока ние ќе бараме решение. И затоа, ако се сеќавате, еден од заклучоците од средбата исто што беше, после изборите, оно што ќе изгуби да поддржи политиката по однос на ова прашање, планот за решавање на ова прашање на победникот. Бидејќи на овој начин со овие предлози Зборуваме за широката влада што ја заговараше. широка, преодна, за мене е тоа техничка влада, како да Поранешниот премиер Зоран Не, Заев, па избори. сега И никако не и беше наше актуелниот барање. премиер дојде на таа приказна иако Вака, беше против. Ако го слушнете наративот на ВМРО-ДПМН, сега е вака понудивме нешто што е прифатливо, дел до одржување на втора меѓувладина седница, тоа го повторуваме, они викаат до крајот, што До тоа е влезува во надворот преговарачката рамка и не може да се случи. Се разбира. Ако им го слушнете наративот пред некаде околу месец, 2 месеца, беше дека ќе се изборат за подобра преговарачка рамка. Сега гледам дека ја напуштија таа теза, сватија за тоа што имаше изјави дека ова е нешто што најдобро може да се добие и нешто што најдобро може да се изменеджира. Со оглед дека од кога се изгласа резолуцијата, Дискутабилно е дали сте можеле подобро да изменеджирате. Секогаш може подобро, Ставовите но на изјавите експертите по ЕУ беа многу ригорозни во тоа прашање, дека се можеле да Јас се изменеджирате согласувам дека подобро. секогаш може подобро и одредени работи кои што секогаш може да бидат во некои аспекти подобри, но важно е дека тоа што го добивме како известување од страна на меѓународната заедница е дека ова е најдоброто. Најдобрата тоа е дека не може да се променува. Па се обидуваат да го напуштат тој дел и сега една компарација мала сакам да направам во делот на резолуцијата. Они не можат да се изборат кај нивните сестрински партии да гласаат за македонскиот јазик, идентитет, култура
а камоли да убедат 27 земји членки за нешто нова преговарачка рамка или подобра преговарачка рамка. Дали така да тоа е илузија, дека ЦДУ и ЦСУ не има проблеми со македонскиот идентитет? Јас не верувам дека има, но верувам дека вие како политичка партија не сте лобирале да гласаат и да дадат поддршка. Јас очекувам дека и други држави, членки на Европската унија, покрај Германија, ќе донесат ваква или слична резолуција која што ќе дава потврда и ќе го леснува нашиот пат. И верувајте дека таа резолуција резолуција од Бугарија со која што се потврдува многу вековниот македонски идентитет и историја. Тоа не треба. Повторно, ние немаме проблем со Германија. Ние не преговараме со Бугарија, ние преговараме со Европска унија. Таму се 27 земји членки. И сакате, можеби дел од структурите на де факто барањата на Бугарија се дел од бугарската. Одредени политички структури сакаат да ја проблематизираат и да го проблематизираат нашиот пат. Тоа не е добро. Пауза за секогаш, само ако може да завршам, мислам дека секогаш можете да најдете нешто и да водите инаед, но тоа не носи никаде. Дајте заедно да избуткаме оваа работа и заедно да го изодиме патот што граѓаните го очекуваат. Пауза за реклами. Уставот никако да стигне до собранија. Дали тоа ќе се случи во текот на долгото жешко лето за пратениците, како власта ќе стигне до 80 и дали ќе ги примисли пратениците на опозицијата да гласаат за уставните измени со кои што бугарите ќе бидат вметнати во македонскиот устав, а Македонија и реално ќе ги почне преговорите со отворањето на првото поглавје. Ова е темата, пратеничка дебата во 24 анализа Тони Јаревски ВМРО ДПМН, Дарко Каевски СДСМ. Сакам уште едно прашање, ве молам куси да бидете двајцата, во однос на поддршката од меѓународната заедница и ова што го зборува, бидејќи очигледно писмото на бугарскиот председател до европските лидерите на ЕУ значи дека Радев и Бугарија, особено Радев, бидејќи не видов реакција од владата, се почувствувал засегнат од таа резолуција што изгласа Бундестагот, изјавите на Борел, поддршката од канцеларот Шолц, има најави дека ќе доаѓа во средината на јули тројца министри за надворешни работи Австрија, Чешка и Словачка и така натаму. Реално има и некои најави што станаа да висат во воздух за евентуално доаѓање на Макрон или некаква порака и така натаму. Каевски пред референдумот за договорот во Преспа, Ангела Меркел беше во Македонија и вети членство во НАТО и старт на преговори со Европската унија. Тоест тогаш беше тој фамозен датум. Јас очекувам да дојдат голем број на лидери, министри кои што ќе дадат поддршка за целиот процес. Во контекст на тоа какви изјави... Поентата ми е дека граѓаните, извинете, на повеќето анкети веќе не веруваат на европските лидери. Евроскептицизмот расте. Факт е дека евроскептицизмот расте и факт е дека можеби тие работи кои што ги напоменавте придонесува да порасне, но секако нашата држава стана членка на НАТО и добивме вето од Франција. Поддршката која што добиваме од нашите партнери, европски партнери е голема и тоа што кажав и претходно, јас очекувам многу држави да донесат слична резолуција, можеби идентична, и тоа дали Радев или некој друг бугарски политичар ќе се налути, тоа е нивна работа. Впрочем, нашите црвени линии ги кажавме тогаш, ги кажуваме и сега, и дека нема преговори во делот со јазикот, нема преговори во делот со идентитетот и нешто што посебноста на државата и нешто што го потенцираме целиот овој период. И таквата поддршка, таквите резолуции се сериозен ветер во грб и ќе се согласиме сите и дека е нешто што треба да се случува во време кога некој дома во државата се обидува да го оспорува тоа и го оспорува со некакви изјави, со некакви црни сценарија, случувања кои што не се реализираат. Времето ќе покаже дали ќе бидат контраефективни во однос на тоа како граѓаните гледаат. Времето покажа во оваа година дена дека дали ги колдушавте ВМРО ДПМН и баравте да ги притискаат европските функционери како што тука денеска се потврди на дебатата кога го прашавте мојот соговорник што му кажале и што кажуваат европските лидери, они не им е важно да слушнат што туку и важно им е само да ја накодашат државата и да кажат нешто против власта.
Ние кога настапуваме затоа што јас ќе се ставам во тој кош затоа што сум подпредседател на парламентарното собрание во Советот на Европа, укажуваме дека дел пред да се случи лидерската средба, опозицијата беше на став дека нема да гласа за уставните измени, за волја на вистината тој став се смени и тоа е нешто што е реалност и што се случува. Ние мора да го кажеме, но дека ние одиме таму и се занимаваме со опозицијата, апсолутно не. Одиме таму да лобираме за државата, да лобираме за повеќе средства за државата, и тоа го видовме. Во многу наврати Европската унија даде средства за државата, пред се за справување со енергетската криза, лобираме за резолуции и слични работи кои што ќе на некој начин ќе подкрепат македонскиот јазик, идентитет, посебноста и ќе укажат за сите оние дезинформации кои што беа ширени од страна на опозицијата. Сакам да го завршам овој блок и сепак дел од бугарските барања преку оние фамозни извештаи од протоколите се најдоа во преговарачката рамка и покрај целава оваа поддршка. Господин Јарески, што ви е планот Б? Ете ќе пропаднат уставните измени, Македонија ќе го пропушти како што велат сите овој момент каде што Западен Балкан е во фокусот на Европската унија, каде што се најавува старт на преговори Молдавија, Украина и така натаму. И што ќе правиме ние? Ќе чекаме Босна и Херцеговина? Не, ќе излеземе пред граѓаните со нашиот план. Генерално ќе се темели околу овие две решенија, односно два предлози што ги поставивме. Ќе го образложиме детално што планираме да направиме, како тоа да го изведеме, да ставиме на здрава основа државата, да видиме колку што можеме да ги подобриме нашите позиции и така да излеземе од самиот ќорсок колку што не втурна. Пазете. Ке се чувствувате ли одговорни доколку Македонија се само блокира овој пат? Не станува нивна формулација, таа јас само ја повторувам. Да. Во однос на уставните измени. Не е тоа само блокирање. Дали беше само блокирање со референдумот кога праша сменете го името да влезе во Европска унија и за бесплатно здравство во Европската унија? Имаме ли нешто тоа? Говориме за ситуација која што нивниот неодговорен и ноншалантен однос не внесе. И секоја поддршка е добра. Ја се трудам да бидам краток бидејќи го кажавте. Да. Секоја поддршка е добра и треба сите заедно да се трудиме што е можно да бидат објаснети нашите позиции повеќе, во каква незавидна состојба се наоѓаме. Бидејќи не е само Македонија како праша во Европската унија. Не се толку запознаени луѓето. Никој не му е ни сватливо дека некој би можел да преговара за историја во евроинтегративен процес, така? Или некој пред какви избори ние сте сошени сега со протоколите и со работата на комисијата. Ниту пак некој би можел да свати дека историски личности и случувања се услов за влез во Европската унија. Но ние тоа го правиме. И мора да се најде излез. Ние дојдовме во ситуација кога 50% од граѓаните велат дека сметаат дека никогаш нема да влеземе во Европската унија. Тоа не го гледам јас како евроскептицизам. Тие велат со оваа влада, со овие услови, со оваа состојба во која што се наоѓа државата, никогаш нема да влеземе. А сакаат многу повеќе. Ја ви тврдам дека има разлика од процентот на граѓани што сакаат да бидеме дел од Европската унија и процентот на граѓани кои што сега го укажавме. И тоа се севкупните состојби во кои што не доведе државата. Кога гледате како се раскрчува имотот на државата, како се уништуваат институциите, како се погазуваат нашите позиции, дека се гази врз закони, врз правилници, врз уставни акти, каква сакате мислење да има? Како сакаме да очекуваме дека ќе има поддршка на партијата која што 11 години изолираше државата, која што не врати по сите основи. Не видело така извештаите, Дарко. Извештаите велат штом дојде СДСМ на власт, евроинтегративните процеси паѓа зендија компаративните анализи говорам. Тие ни се редовно има парламентарен институт кој што вади компаративни анализи, да се извешта за Европската унија дискутираме во собранието. Нема дискусија на говорница кај што не го вадиме тоа. Доаѓањето на СДСМ и ДУИ на власт, сегаш имаме двојно пораст на корупцијата и драстичен пат на евроинтегративните процеси. Едно е вие што зборите, но друго реално правите на терен. Ние што збориме? Па пазете, имате изјава од важен амбасадор, каде што вели дека вие само ја мантате јавноста со уставните измени, дека не правите ништо на полето на евроинтеграциите. Ние не правиме ништо. Па нормално. Па имавте изјава од европската делегација, носите закони со европско знаме со празни кореспондентни табели, дека тоа ќе ве чини на патот на евроинтеграциите, дека тоа ќе биде запишано во извештајот на Европска унија. И што направивте? Насилно го протуркавте. Имаме извештај. Дали имаше закони кои што беа директно спротивност на уставниот суд одлуки? Истото го направивте.
За вас ништо не е Најголемата важно. иронија- Вас е важно само тој што ќе ви каже. Да се исполни Најголемата дарачката иронија- карта не ја дали, ништо повеќе. Најголемата иронија е кога ВМРО ДПМН зборува за напредок на државата, најголемата иронија е. 11 години тотална блокада. 11 години се вративме и тоа не по сите извести. Вие сте 7 години на власта. Нема политичар, дипломат кој што не го укажа дека 11 години државата не само што стагнираше, се враќаше многу назад. Забрзано идеше на нас. Втора работа. Вие политичка партија ВМРО ДПМН збори за криминал. Со илјадници случаи, Делчевски ниви, Мокник, Белата палата која што треба да биде конфискувана, каде се тие предмети. Дарко, И сега читате тоа е нешто што се најголемата случува, дека имате полни иронија. медиуми со скандали. Да ве Секој ден. сослушав. И најголемата иронија ВМРО ДПМН го вели и на сето тоа капак велите дека имало некаков напредок, каков напредок? Каде кажете 11 години од 2006 до 2017 државата како напредуваше меѓународно? Ако сметате дека со еден или двајца политичари се види тогашниот премиер, ваш претседател, почесен претседател, дека тоа е напредок? Напредок е кога ќе станете членка на НАТО, каде што вашиот тогаш лидер кога се гласаше, односно во собранието, си го местеше кајшот, не сакајќи ни да даде афирмација на тој процес. Така да немојте иронија е голема, смешно е, да не знам кој збор да го употребам, смешно е кога ВМРО ДПМН говори на тоа. Дајте да се фокусираме, имаме важни теми. Да, она што говорите во делот на борбата со корупцијата, напредокот, сето тоа е легитимно и треба да се даде, и треба заеднички. Но исто така уште повеќе да имаме консензус за големи прашања. Доста е од дневно политиканство. Доста е од секојдневни пресконференции и префрлање на одредена топка. Граѓаните очекуваат сериозен резултат. Граѓаните очекуваат да не видат на заедничка маса. Граѓаните очекуваат да седнеме да говориме за одредени работи. И затоа велиме ние. Не велиме повторно лидерска средба. Дајте да има работни групи. Дајте овие конкретни предлози да видиме нашите експерти, луѓето, еден или вториот и нема проблем, да имаме нашите експерти и луѓе кои што работат на проблематиката и вашите експерти и луѓето кои што работат на проблематиката да седнат и да ги изедначат ставовите. За нас има доста прифатливи работи, као што ви кажавме, да бидете дел од власта, дури и премиерското столче. Тоа не интересира нас. Нас не интересира да се ги заштитиме нашите национални интереси. Видовме колку не ви интересира 5 министерски места. Видовме тоа дека ви интересира. И легитимно, окей, ви интересира. Ние ќе ги остапиме, ние дадовме понуда која што ја прифативте. Така е, не ја баравте. Одложено може до втората меѓувладина седница. Дајте да видиме некако понатаму дали може ќе има формулација доколку еве како што велите вие хипотетички дека не знам какви нови барања ќе има да се вратиме на почетокот. Ама вие знаете како ние се ќе имате јазикот ќе нема постои ќе ама видовме дека не е така. Дајте вака многу може джентълменски во состава на работни групи да се докажам, колега. Можеме джентълменски, можеме врз основа на работни групи да дојдеме до одредени заклучоци и идни решенија кои што еве као што велите вие хипотетички дека не знам ново што ќе се случи, може да се вратиме повторно да има начини кои што ќе ја гарантира сегашност, односно во оној момент кај што се наоѓаме сега. Така да тој процес нема да заврши утре, за година или за 2 години. Доколку бидеме експедитивни, доколку бидеме конзистентни, има консензус за одредени прашања, очекувањата се завршат 2030 година. Што значи дека ние во секој момент, доколку има непринципиелни барања, по делот на работите кои што сме ги потенцирале, и пак ќе ги повторам, и јазикот, идентитетот и посебноста, можеме да речеме стоп. Но тоа прифатливо би било за вас? Би било ли прифатливо? Тоа значи дека ќе стопирате евроинтегративните процеси. Доколку има барања во делот на јазикот, во делот на она што го кажувате, нема, да го потврдија. Дали се договорот на Фронтекс се потврди македонскиот јазик? Ќе се откажеме од патот кон Европската унија. Не. Од кога веќе ќе направите проблем и ќе извршите уставни измени. Сега повторно сакате да навлечете дискусијата дека ќе има вака или ќе има така. Гледайте, уште нашка. За граѓаните се повика. Дали за вас само едно конкретно прашање? Дали за вас е проблем за државата или не знам што ќе се случи доколку влезат бугарите, црногорците, хрватите во уставот? Проблемот не е да се ги заштитиме, стопате го кажано тоа каде лежи проблемот. Проблемот е во комисијата и протоколите. Не, дали е проблем тоа што ќе влезат бугарите во уставот? Дали има нешто што ја урнисува поредокот? Дали е нешто проблематично? Најдиректно и најконцизно. Проблем имаме што СДСМ и ТУИ не разбираат
каде лежи стравот и загриженоста и наша и на граѓаните. Се повикавте на граѓаните неколку пати. 70, односно 80% од нив сметаат дека договорот е лош и дека ние се наоѓаме во незавидна ситуација и дека имаме ризик од бугарски диктат или ултиматум, како ви одговара повеќе. И истите тие граѓани и ние сметаме дека треба да најдеме начин како да се заштитиме и како држава, и како народ, и како нација. Тоа е нашиот проблем. Да најдеме соодветно решение и не можеме сами. Едноставно дека вие не разберете дека сте ние загрозени и дека тие предлози може да најдат решение кои што ќе бидеме заштитени, што упорно не ќе ги согледате. Многу е просто. Стојат еден или два, прифатете ги, кажете дали првиот или вториот ни одговара и понатаму после сакате групи, како сакате ќе биде. Ќе изградиме позиција која што имаме излез од оваа ситуација. А сега не ставите во ќорсока. Собранието како сточен пазар напиша пратеникот Иван Стојковиќ пред минатото гласање на Уставот. Каевски и вице-премиерот и премиерот не би коментирал таквите и изјави вице-премиерот на и премиерот кои што имаат недолични изјави, сметам дека гледам дека уште се актуелни пратеници. Па добро, актуелни пратеници, но почита што имаат према колегите со таквите изјави, мислам дека не ни доликуваат во ваква реномирана емисија да се споменуваат, но не и се. Ја не би го коментирал него. Има контекст неговиот статус заради тоа се што се случуваше кога се гласаше преспа. Така е, не им веруваат. Јас сакам да прашам, и премиерот и вице-премиерот најавуваат разговори, диалог, дискусии со пратеници и така натаму и така натаму. Од друга страна, пратениците на опозицијата обвинуваат за притисоци, сакани, уцени. Дали планот е на власт да купува пратеници? Како што би рекол Стојковиќ, да апси, да прави прогони, така натаму, за сето тоа што ве обвинува и за минатото гласање на Преспа, а дел од работите ги видовме јавно кога поранешни пратеници од притвор за 20 дни гласаа за Преспа. Да кажете дека има притисоци, дека има уцени, дека оваа влада делува како што делувала предходната, тоа беше 11 години, видовме како се делува, тоа не треба. Не, јас за Преспа зборувам. Го слушнавме ВМРО ДПМН. За Преспа. ВМРО ДПМН го слушнавме. Дали ќе продолжат диалозите и дискусиите? Ќе продолжат. Што значи тоа диалог со пратениците? Што значи? Формален и неформален. Формален и неформален. Неформалниот го знаеме, секој ден се случува. Неформалниот ме интересира. И неформалниот се случува страна на ние како колеги пратеници говориме. Не, од извршната власт. Има извршната власт на неделна основа е барем еднашка или два пати секој министер и премиерот присутен во собранието со оглед на седници, закони, пратенички прашања. И утре ќе биде на пратенички прашања. Пратенички прашања ќе има во текот на утрешниот ден, има неформални, некогаш и формални средби и тоа е легитимно и не гледам ништо страшно во тоа да постои никој не го спорува. Дали има притисоци? Тоа ја не знам, не сум видел, не сум прочитал да сега некој конкретно пратеник да каже дека има притисок од премиерот или од вице-премиерот, до сега јас не сум слушнал такво и знам дека нема. Ако има, нека ме демантира колегата или некој. Дали планот бе за евентуално како што обвинуваат купување гласови и така? Нашиот план го соопштивме и пак ќе го кажам. Нашиот план е да продолжи. Ние имаме одлука на извршниот одбор да продолжат дискусијата со ВМРО ДПМН и мора во таа насока. И мораме да сватиме дека мораме заеднички во некои процеси. Во некои процеси не сме да бидат изложени на дневно политиканство. Господин Каевски, бевте ли пратеник во минатиот парламентарен состав кога се носеше се допнуваше името? Не бев пратеник, тогаш бев дел од извршната власт. И не сакам ваквите коментари кои што и кажувате, јас ниту знам, ниту можам да кажам, но ви кажувам дека дискусијата во овој пратенички состав закон за амнестија за дел од обвинетите во закрвавиот четврток. Постои и ќе постои. За гласање за постои и ќе постои и мора да постои. Значи вие тврдите дека нема да правите валкани дилови со опозиција. Ја не знам какви се тие, вие сега тие ги напоменавте и ги потенцирате. Јас не знам какви се тие и не се случувале. Ако не за тоа кажам, еве колегата е тука, нека каже или било кој колега нека обвини дека имал одреден политички притисок, дека некој од власта се јавил кај било кој пратеник од ВМРО ДПМН и му се заканува или нешто. Законот за амнестија го гласаат пратениците и на СДСМ. За пратениците што гласаа за уставните измени. Повторно ќе кажам.
повторно ќе кажам. Пред еден месец имаше ослободителна пресуда за Елизавета Канчевска. Легитимно е да има формални и неформални средби со пратениците. Легитимно е да се разговара и да се и формални и неформално. Не гледам причина зашто не би имало формални разговори. Ќе објаснам ја. Сепак мислам дека легитимно е да ги презентираме аргументите и фактите, легитимно е да ги кажеме и реперкусиите доколку не се случат. Да кажеме дека државата, она што го кажете вие дека нашиот речник било само блокирање, не, тоа е речникот на дипломатите. Они кажуваат и ќе видиме многу големи изјави дека топката е сега кај нас. Самите треба да одлучиме дали ќе одлучиме да се движиме напред или сами ќе се блокираме. Тоа е наративот кој што го вие велите притисоци, неформални средби се притисок врз пратениците, пратениците имаат своја волја, пратеничката волја не треба и така натаму да се нарушува, да се прави така. И имате пред не знам колку месеци вашиот партиски лидер, кој што платен не е пратеник, излегува и вели нотарски изјави од пратениците дека нема да гласаат. Но тоа беше наша иницијатива. Нема да гласаат за променен устав. Колку тоа е подразличен притисок од тој што би го правила власт. Нема притисок. Значи 4 само иницијатива. Многу невкусно беше и да се види и како граѓани, на страна како пратеник изјавата на вице-премиерот. Претпоставувам не се алудиравте дека ќе поштат и практично дека тоа е најголемиот притисок. Ако не се договориме, ние ќе почнеме разговори со пратениците. И еве веднаш да кажем, добро е што е колегата тука, легитимно е, точно, јас и господин Каевски да дискутираме и формално и неформално. Да имаме некојаш смирен, некојаш многу бурен тон, дали е на говорница, дали е во ходниците да викаме да се расправаме по однос на прашањата во парламентот. Јас и он. Па по цивилизирано кафе да се напиете. Јас и он. Но тотално нелегитимно и нема ја што да разговарам со извршната власт. Можам со нејзе да разговарам на седница како што ќе видиме сега во петок на пратенички прашања. Да поставиме јас и Дарко прашање, да добиеме одговор, они да ни реферираат кај нас. И толку. Нема какво е тоа неформално со извршната власт. Но и не се, како сакат дека го дефинираат. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија е цврста, кохезивна, компактна и решителна и посветена овој процес да бидеме доследни до крај. Нема да изврдаме од нашето што го кажано. Ќе останеме на принципилни конзистентни, ќе останеме на нашите барања и ќе останеме на страната на граѓаните. Тоа треба бидете. Добро. И сега да одговорите ми како е различно ако власта ви прави притисок, а не е различно кога вашиот партиски лидер покажува нотарски изјави дека нема да. Тоа беше наша иницијатива во тој момент. Пазете, говориме за ако веќе говориме за притисок, точно е, има една форма на притисок која што навистина чувствуваме. И јас лично што чувствувам. Тоа е притисокот од јавноста, тоа е притисокот од секој втор што го сретнеме на улица, направете нешто да ги тргнете овие. И тоа единствено може да избори. Дали сте сигурни ова? Ова е начин во кој што можеме да дојдеме до таа точка и конечно оваа ненародна власт да биде тргната од страна и да отпочнеме со процесот. Дали сте сигурни дека никој од вашите пратеници, вклучително и коалицијски партнери, бидејќи истава реторика беше и тогаш во Преспа, дури вечерта имаше извршен комитет, па од извршен комитет дојдоа во сала и гласа. Јас ретко можам да гарантирам за некој друг, обично велам она што ми е најважно, ние што ќе го кажеме, да стоиме позади тоа што се го кажале, но за ова прашање, секој еден наш колега, член, односно пратеник од редовите на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, уверен сум дека непоколебливо ќе остане на овие ставови. Знаеме што значи, знаеме какви консеквенции може да се случат и знаеме какви последици може да има. Што е најважно, знаат и граѓаните. И затоа е таков нивниот однос. Беа излажени за референдумот, беа излажени на серија изјави претходно, беа излажени конечно и со самиот договор кој го бранеа. Бејќи најголемите нивни стравови уште на првата седница на историската комисија веќе се остварија. Не требаше да ги спомнуваме писмата, но гледаме дека и покрај све власта ја интересираат партиските интереси и тендерите на сметка на овие стравови за загриженост што е направено. Каевски, тоа што сакате го стучнете во делот на нотарските изјави никогаш нема да го признати, нормално. Тоа е начинот на функционирање. Како и вие што не знаете како се смени името. Кој беа договорите со 80 пратеници? Тоа се спекулации и кажувања кои што не би сакал да навлегам, тоа се ваши стави. Спекулации и закон за амнестија се можеше во собрание, господине Каевски.
Тоа е донесен и се Каква изгласа, но спекулација? во делот на нотарските изјави, конкретно, тоа се во делот на начините, ја реков шпекулација. Во делот конкретно на нотарските изјави. Па имаше став од Ако е Остумката тоа што зошто ќе гласа. кажува, ако е тоа што Остумката кажува имаше мојот соопштение колега, зошто ќе гласа за може ли да уставни кажам? измени. Да, ама да не ми јам питуријата дека ја шпекулирам. Ја не реков дека вие шпекулирате. Имаше Реков дека став тоа се ја не Остумката би зошто? коментирала и не ви кажав. Во делот на нотарските изјави, легитимно би било да некој од пратеничката група излезе и каже имаме ние, ако било само иницијативно, изгледа на 44, ако не се лажам толку сте. На сите дојдат, да. 44 на сите, така само иницијативно им дошло да потпишат нотарски изјави, за некој друг да ја мафта со листовите пред камери, но важно е, пак ќе кажам, важно е да се спочитува променетиот став на Сигурни ли сте во претставниците. сите ваши пратеници дека ќе гласаат за? Апсолутно да. Бидејќи Апсолутно имаше да. пратеници кои што не Апсолутно. гласаат за францускиот предлог. Јас сум сигурен Односно дека за јас сум заклучоците. сигурен дека ќе гласаат и кај нас не постои нотарски изјави, впрочем и не само за оваа работа, за сите останати, многу често се случувало да има и одредени гласови против за одредени законски решенија и тоа е добро во еден демократски свет, каде што нема А за уставот може да ви се деси така? Јас реков сум сигурен и верувам дека тоа нема да се случи. Тоа ќе видиме на денот на гласање и ја од исто така сум сигурен дека ќе има и ќе продолжат разговорите со ВМРО-ДПМН, затоа што верувам дека тоа е добро за државата. Ако некој верува и кажува дека е за државата и за граѓаните, треба да продолжат разговорите, па макар и во насока да се каже дека одредени работни групи, одредени работи треба дополнително да се испеглаат или дополнително да се дискутираат. Така да, таквите изјави сакам само во делот на формалните и неформалните средби, легитимно е да добиете покана, ваше дали ќе прифатите да се разговара или нема прифатите. Не гледам нелегитимно, впрочем, владата е избрана од пратениците и треба да биде во постојана комуникација. Така да немојте да генерализирате и доколку сметате да вие дека не треба да разговарате со одредени представници од власта, тоа е ваше легитимно право, но можеби ваши колеги не сметаат така. Така да немојте да генерализирате работата и не гледам ништо лошо. Впрочем, никаде во сите развиени европски држави има комуникација помеѓу пратеници од различни од опозиција со представници од власта и тоа е добро да има. И мораме да влеземе во еден процес каде што само сакам да поентирам на крај во тој дел. Поентирете кусо. Мораме да влеземе во еден процес каде што ќе има разговор и дискусија. Многу голем дел на проблеми ни настануваат затоа што немаше во минатото доволна комуникација на линија опозиција-позиција. И токму и сега, ако ги видите предлозите вие кои што сте го дале као предлог, едниот предлог, и нашето прифаќањето е многу слично и само треба некои детали да се доразговарат и затоа велиме. Дајте да направиме работни групи и да разговараме. Многу е важно да има разговор и дискусија. Имате ли став како пратеничка група дали ќе ги прифаќате тие разговори? Ја веднаш да кажам, и за мене лично нема потреба воопшто да троша време ниту да пристапуваат, ниту за мене, ниту за било кој колега. Ставот е јасен. Имаме два предлоги кои што треба сериозно да ги разгледаат, да одлучат кој го прифаќаат, кој им е прифатлив и врз основа на нив понатаму можеме се да се. Па ите прифатливо ви одложеното дејство, ама не е добре. Значи убаво кажуваме тоа. Така и дуи така сака да излезе од владата, ама да биде извините преходно. Не е така. Мораме да имаме здрава остава, иначе губење време. Видете. Ама затоа мора да има дискусија. Вие година дена. Затоа велиме да дискутираме. Дајте да седнеме. Вие велевте година дена, ние ќе обезбедиме и пратеници, ќе обезбедиме и мнозинство, ќе обезбедиме све. Помина година дена видовме дека ништо направите, позициите на Македонија се полоши од било кога преходно. Имате конкретна состојба, имавте конкретен предлог, не знам зошто бегате од истите. Имате ситуација која што може да имаме излез од ќорсококот. Имаме ситуација во која што, благодарејќи предлозите на ВМРО-ДПМН, може да се зајакнат нашите позиции и она што беше изгубено да се вратиме на некоја достоинствена основа. Никој нема намера да се вклучи во авантура кај што ние ќе треба да влетаме со бугарски диктат или бугарски ултиматум. Не е добра позицијата за никој од нас, ниту за мене, ниту за тебе, ниту за било кој пратеник што сега се наоѓа. Избори или уставни измени? Дошто е публиско Македонија? Ние кажувавме и на крајот на минатата година, кога велеа дека предвремени избори ќе има и ново парламентарно мнозинство во март и во април, оваа година ќе бидат година на уставни измени. Следните избори ќе бидат редовни. Прво ќе бидат председателските. Што доколку не успеете да ги направите уставните? Јас повторно ги кажам. Јас сум оптимист и верувам дека држава треба да мисли на план Б. Што доколку не се направат? Процесот за уставните измени во најдобрата варијанта ќе бидат околу 3 до 4 месеци, што сега значи некаде до крајот на година. Секако после на почетокот на следната година влегуваме во процес
влегуваме на процес на избор на во изборниот процес, така да јас верувам дека ќе се случат и верувам дека ќе се најде решение врз база на диалог со опозицијата. Избори или уставни измени? Избори дефинитивно. До тоа според вас до тоа е поблиску Македонија? Според мене сметам дека тоа е најдоброто решение. Да се соочиме на избори, да се соочиме со нашите концепти, со нашите програми пред граѓаните, без оглед каква влада ќе биде, дали е техничка, природна или не знам широка, да дојдеме до избори, едноставно да ги прашаме граѓаните како сметаат дека најдобро ќе се движиме. На крајот на кришата и нека кажат граѓаните дали тоа ние не сте биле доволно детални во нашите изјави, вклучително и оваа емисија, или едноставно власта слуша само она што ја одговара. Но сметам дека без избори, ваков процес, вакво состојба кој што не втурна како држава, не можеме да излеземе. Со нова влада предводена од ВМРО ДПМН, јас сум уверен, со посветена, честна, искрена, 24 часа на работа. Ќе има кампања, ќе имате митинзи и стобери пред граѓаните. Каевски Кусо, мораме да завршиме, а морам да го искористам вашето присуство. Коментар за скандалозното, барем така беше оквалификувано и од дел од јавноста, писмо на австрискиот амбасадор за, како што рече, допис за владење на правото, за спрега помеѓу извршители, судски функционери и нотари, каде што австријска фирма не може да наплати според него долг од македонска фирма, која што е во роднински врски со поранишниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев со првична реакција, извинување или тужба. Тоа е деловен спор. Видовме дека и поранишниот председател на владата имаше свој демант околу целата постапка. Впрочем, она што го видовме е дека институциите веќе постапуваат да увидат постапката и процесот како течела постапка, така да мислам дека јавноста за кратко време ќе биде информирана, секако има соодветно оградување од страна на поранишниот председател Зоран Заев. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Благодариме на поканата. Почитувани, ви благодарам на вниманието.